Добро утро. Ова утро зборуваме за работничките права, односно за синдикалната кошничка која ја надмина границата од 50.000 денари и за тоа како живее просечниот македонски работник во услови на незапирлива инфлација. Гостин е Трпе Дејановски, председател на синдикатот УПАС. Господине Дејановски, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро ден, фала на покана. Во април УПАС организираше предупредувачки протест со барање да се усогласат минималните плати во администрацијата, во синдикатот кој го застапувате, со оние на нивото на целата држава. Успеа ли вашето барање? Што се случи во меѓувреме? За жал не. Во април имавме така точно протести 2 дена, потоа имаше штрајк од страна на ССМ во јули во цел јавен сектор. Барањата не беа едноставни, барањата беше 2806 денари да добиеме сите и тоа разлика, а тоа 2806 денари е всушност разликата од старата вредност на минималната плата со новата вредност на минимална плата. Речевме тоа да го направиме бидејќи да бидеме солидарни пред се со буџетот на државата, бидејќи имавме нели тоа ковид криза заврши, односно се уште беше век почна енергетската криза, што сега се прелева огромна финансиска криза. Бидејќи ако баравме тоа што требаше да го добиеме согласно закон за минимална плата, ќе беше 18,4% покачување на сите вработени во јавниот сектор и во приватниот сектор согласно усогласувањето на минималната плата. И тоа мислевме дека нема да биде фер тие со поголеми плати да добијат 18,4% и тие со пониски плати да добијат 18,4%, бидејќи уште повеќе ќе се зголемеше разликата на подобро платените вработени со помалку платените вработени. Затоа решивме ние да бараме линеарно за сите еден износ, од хигиеничар до председател на држава. За жал, владата не го слушна нашиот став. Имавме добри преговори до април месец, до мај, се извинувам. Од мај, иако бевме договорени тоа да се исплати со јулската плата, добивме по колумна од министер за финансии дека тоа нема да се случи. Тогаш споревте и со премиерот Ковачевски, тој рече дека ако се прифатат вашите барања за зголемување линеарно на платите, за да дојде до тоа усогласување кое го барате, може да се разгори вителот на инфлацијата поради наглото зголемување на платите, па вие му одговаравте дека инфлацијата веќе галопира. Па веќе видовме и сега, Горан, тоа се покажува токму на дело. Нас платите на ниту еден вработен не се покачува, инфлацијата секој месец расте се повеќе и повеќе. Доколку нас баре малку ни помогнеа, владата еве, и со тие 2806 или го следеше примерот на државите во регионот, каде што владата на граѓаните, на сите граѓани во државата им исплата еднократна парична помош. Ги земам пример Српска и Босна. Во Српска беше 350 евра, во Босна беше 450 евра, на неколку наврати се исплатија на граѓаните. Во Србија се покачија платите, во Босна, Српска, Црна Гора се покачија платите. Само кај нас не се покачи ништо. И тоа е едноставна економска практика. Јас сум правник, не сум економист, меѓутоа ако граѓаните имаат и вработените куповна моќ да трошат пари, да купуваат основни производи за живот, да враќаат кредити, значи ако тоа кругот го затвориме, ќе има добра потрошувачка кошница за сите и ќе нема инфлацијата постепено ќе се намалува. Како живеат денес работниците, членовите на вашите синдикат? Никако не живеат, бидејќи моменталната минимална синдикална минимална кошничка изнесува 51.514 денари за 4-члено семејство. Што значи дека ни треба 3 минимални плати, едно 4-члено семејство да го издржи месецот, што апсолутно моментално е невозможно. И повторно не се слушаат нашите апели. Повторно економско-социјален совет разговара за прашања кои што не се од никаква суштина, туку никогаш не се ставаат на маса баш покачување на плати и тие методологии што нас не ги ветија. Ни рекоа дека нема да ви покачиме плата сега, меѓутоа еве од нова година правиме методологија со која ќе порасне платата. Нит методологија видовме, нит не вклучија во методологија, ниту они знаат докаде е методологијата за пораст на платите, што ја најавува бомбастично. Зошто тогаш молчите? Не молчиме, значи мислам дека цело време сме присутни во јавноста. Штрајкот што беше закажан од ССМ јавниот сектор се уште не е откажан, значи тој може да се продолжи во било кое време. Преговараме колку што можеме и колку што не примаат од противната страна од владата, меѓутоа социјалниот диалог моментално не ни се допаѓа, еве, она што го зборевме и пред емисијата, наместо владата да помага, одмага во овој момент, бидејќи укинува колективни договори. Ова е прва влада во историја на државата. Што е ново? Ми спомнавте само на влез дека имате нешто нова информација од страна на владата. Со одлука на влада, по препорака на инспекторат на труд, да се чудите најневеројатна работа, место да ги брани инспекторатот на труд да правата на вработените, ги напаѓа, нели политички одлуки носи, што не му е тоа право, ниту по обсег во работата, каде по точка на минатата седница на влада се донела одлука да се раскине колективен договор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Со тој колективен договор на дел од вработените се регулира плата, имаме предвидено додатоци на доместоци на плата како што е нормално, јубилејни награди и учество во комисии, сегде го има тоа. Меѓутоа владата реши овој колективен договор да го укине и да остави работници без плата и без право на доместоци и додатоци во екот на најголемата финансиска криза. Објаснувањата се апсолутно небулозни, дека замислете преговорите што сме ги воделе за тој колективен договор биле незаконски. Па ние тој колективен договор го преговаравме 2 години, 2,5 години. Го подпишавме со еден министер, а владата се испофали кога го подпишавме тој колективен договор за сега да каже дека бил незаконски. За колку луѓе се однесува, колку вработени во Министерството за земјоделство и Министерството е најголемо. Колку впрочем луѓе засега оваа мерка владина? Па вработени што земаат плата по тој колективен договор се околу 350 вработени, ќе ме извините, точната бројка не можам да ја кажам, а за додатоци на доместоци на плата околу 1000 вработени. 350 луѓе ќе останат без плата воопшто? 350 луѓе доколку не се продолжи колективниот договор, законската одредба вика дека кога една страна откаже колективен договор, тој продолжува денот на отказот в трае уште 6 месеци. А ако во рок од 6 месеци не се согласиме да потпишеме нов колективен договор, платите на тие колеги што ги земаат по колективниот договор се во знак на прашање. Значи во наредните 6 месеци тие 350 луѓе ќе добиваат плата, а после тоа висат нивните работни места воопшто. Висат бидејќи ќе можам да кажам јас како потписник УПС потписник на тој колективен договор, ние нема да се согласиме на помали права тие што ги имаме во колективен договор. А ако потпишуваме нов колективен договор, јавно нека слушнат од влада, ќе бараме поголеми плати и поголеми додатоци на доместоци на плата, а не помали. Воспротивно што? Воспротивно, нека ме мисли владата, ние спремаме кривични пријави за овој колективен договор, веќе се спремни, чекавме овој момент да дојде, ќе ги реализираме против министерот, против членови на владата, против министерот за финансии, да видиме дали сме во права ние, дали се во права они. Тоа кривична пријава би резултирало со судски процес кој би траел. Апсолутно. Судбината на тие 350 луѓе во Судбината на тие 350 луѓе и уште неколку колективни договори, како што кажа владата, место да помага да одмага, сака да го изигра колективното договарање и социјалното преговарање на начин што сите права што се во колективен договор поповолни да ги откаже, а таму во колективни договори кај што имаме плати да ги префрли од колективен во закон. И во закон кога ќе ги префрли да ги намали платите. Тоа е моменталниот потек на владата. Имате впечаток дека под притисок ете на тој дводневен или тродневен штрајк во април што го организиравте, владата е подготвена да преговара кога се штрајкува од другата страна или како владата реагира на притисоци во ситуација кога е 6 месеци подоцна не ви е исполнето ниту едно од барањата, штрајкот е ставен во мирување, а и да го активирате повторно, не верувам дека некој многу ќе се вознемири. Мислам дека владата реагира насилнички во моментов, се вади на фактот дека на финансиската криза во државата и во регионот во светот. Ги видовте тие предлог мерки што ги дадоа пред неколку седмици на влада, кај што ви кажем, каде што се упатува одреден број на вработени да работат од дома, каде што се упатува да нема веќе склучување на колективни договори со фискални импликации, да не се склучуваат по поволни права за вработените, да не бараме ние поголеми плати. Меѓутоа и со штрајкот и со протестите докажавме дека сме спремни, меѓутоа треба и граѓаните вработените да знаат дека кога синдикатот ќе повика на штрајк или на протест, треба масовно да излезат, дека не викаме на протести на штрајкови, пошто нас така не одговара, туку со тоа ги штитиме работничките права. Сите други околни држави, дали Грција стапува во огромен масовен штрајк вчера и денеска мислам дека ќе трае, да не ја зборам Франција или други балкански држави, секогаш кога се повикува на штрајк, луѓето излагаат кај нас има уште страв дека доколку некој излезе на штрајк и се што тоа се валоризира, да бидеме реални, ако излезе на штрајк имаат казни и реално се казнуваат луѓето, се прават притисоци да не се излага, се користат и партиски и лични и роднински луѓе да притискаат да не се штрајкува, дека ако штрајкуваат вработените штрајкуваат против одредена политичка гарнитура или политичка партија, што не треба така да се размислува. Ние штрајкуваме за права и штрајкуваме моментално за плата. А платата е засегната за сите. На притисоци од овој тип каков што ги опишавте за време на априлскиот протест? Секогаш. Значи секогаш има и секогаш почнува ден пред протестот или на 5 до 12, што би рекли народски. Почнува со јавувања телефонски на претставителите на синдикални организации,
Било како кажав, било кој може да се јави да не излагаат луѓе, меѓутоа априлскиот протест беше многу добар, многу успешен, 13-14 илјади луѓе излегоа на улица, односно пред зградите на институциите каде што вработеа. Штрајкот го формулиравме да биде 3 дена доста добар и беше доста добар, по тоа да ги заштитиме вработените токму од вакви притисоци. Со гранските синдикати правеше герила акции, нели бевме пред собрание со 120 столчиња пред влада, блокиравме крстосници и така натаму. Како возвративте на тие притисоци? Дали на пример се обидовте кривично да гоните некој со оглед на тоа што правото на штрајк е уставно загарантирано? Многу тешко се докажуваат притисоците, бидејќи реално немате докази материјални што може да го во судска постапка подоцна да ги искористите. Значи УПС секогаш кажува и ќе кажува, значи доколку имаме притисок, ние јавно со име и презиме ги објавуваме лицата, раководители, министри, пратеници кои се јавуваат и со име и презиме. Го сторивте тоа во април или не? Во април не го сторивме бидејќи се повлекоа, немаше толкав број на притисоци. Имаше министри што се јавуваат? Имаше министри, државни советници, раководители и така натаму. Зошто не ги криете имињата на кои моментално нема потреба дека тој протест помина, доколку во идни протести се случи нешто такво апсолутно. Господин Деновски, допираат до вас како синдикат на вработените во управата, правосудството и органите на администрацијата критиките од типот дека кога на државата е тешко, кога на целиот свет, впрочем, му е тешко поради глобалната економска криза и секако вид на криза друга, сите треба заеднички да го понесат товарот на кризата. Дека вработените во приватниот сектор исто така апсолутно допираат, верувајте ми, меѓутоа треба да знаат повеќе да допрат до владата него што треба да допрат до нас. Бидејќи еве го во најголемата криза селективно се зголемуваат плати во одредени институции, а селективно во други институции немаме зголемено плати со години наназад. Каде се зголемени плати? Моментално во Министерството за финансии, што за секоја пофалба го пофалев министерот, министерот успеа да се изголеми платите на вработените во Министерството за 30% започнувајќи од 1.1.23. А во други институции каде што има поголема потреба за зголемување плати, немаме дозвола да зголемиме плати, односно Министерството за финансии ги кочи постапките за зголемување на плати. Ако веќе идеме на зголемување плати селективно, како што се прави со години наназад, и затоа имаме доведено до оваа состојба каде што сме сега, мора да знаеме да тоа да се направи јан блок. И она што го кажав на почетокот, ние затоа побаравме 2806 денари. Побаравме бидејќи што сакавме да бидеме и бевме солидарни спрема буџетот на државата. Тие 2806 денари ќе опфатеа 132.000 вработени и ќе беа 14 милиони евра во нето од јули до крајот на годината. Во ситуација кога просечната плата изнесува 31.000 денари, а основната синдикална, минималната синдикална кошничка 51.000 денари, ќе решат тие 2.800 денари нешто? Ќе малку ќе амортизираа ситуација, факт. Меѓу тие 2.800 денари ние што ги баравме сега не вредат ни 1.200 денари. Меѓутоа пак во тогаш ако ги дадеа во јули месец почнува да почнеше исплатата, ќе имавме некаква амортизација, ќе се смиреше состојбата, ќе се смиреше тензијата. Тензијата сега расте од ден на ден и ќе расте се повеќе до крајот на годината, поготово од јануари, февруари до март, бидејќи еве временските услови почнуваат да бидат се постудени, луѓето што се греат на струја или на други форми на огрев, дали е тоа дрва, пелети и така натаму, ќе бидат се поголеми трошоци, бидејќи цените се во инфлацијата растат се повеќе. Имавме од владата се даде милиарда денари за грејење на град Скопје, што е со другите градови, само Скопје е град во државата, што е со општините во град Скопје што немаат пристап до парно грејење. Зашто за тие граѓани и тие вработени нема субвенција да се помогне во текот на кризата. Кажав и пред малку. Сите други држави во регионот, да не зборам Европа, сите други држави во регионот помогнаа на состојаните граѓани со еднократно исплаќање на парична помош, со зголемување на плати, само ние како држава не направивме ништо. И може би од другата страна владата да си рече дека што молчат луѓе од добро име. Како ќе презими македонскиот работник? Како ќе стасаме до март во овакви услови какви што ги опишувате и во услови кога од другата страна немате партнер кој покажува слух за вашите проблеми? Ќе биде тешко, секако дека ќе биде тешко, меѓутоа треба да знаат и владата, и граѓаните, и вработените дека синдикатите да ги преземаат сите мерки што може да ги преземат и се уште сме на располагање да преземаме уште поголеми порестриктивни мерки. Она што нели со закон е дадено како што, а тоа со закон што можеме ние најмногу да направиме штрајк.
Како што кажав, граѓаните и вработените треба да бидат свесни кога ќе кажеме штрајк, да има масовност на штрајкот, веќе без масовност на штрајкот владата нема да го слушне нашиот глас. Со 51.514 денари синдикална минимална кошничка и во таа синдикална минимална кошничка се земени цените на најниските производи на превоз, без возило за станување, домување, тоест во стан од 50 квадрати. Верувајте ми дека се поставува огромно прашање како ќе биде, растот на инфлацијата не се гледа дека ќе се намали, растот на цените немаме индикатори дека ќе се намалуваат, ќе биде се потешко и потешко. При тоа синдикалната минимална кошничка во јануари годинава изнесува 35.000 денари, сега 51.000 денари, значи 16.000 денари повеќе. И тука, како што рековте, исхрана, пијалоци, домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура, одржување на здравје. Тие основни... Тие се 8, тоа е 7 инструменти што ние ги рачунаме, односно се саме ги пресметува во изработка на синдикалната минимална кошничка, која најголема ставка е исхраната и пијалоците, нели? За 4-члено семејство, во домувањето се застапени комунални трошоци, кои што се струја, вода, комунали, тоа се 5 групи, кирија евентуално, хигиената е пак ставена на најниските производи што се наоѓаат на пазарите и маркетите, превозот е слободна, популарна, скопско кажано, слободна месечна карта работничка или студентска во јавно сообраќајно предпријатие, облека и обувки, една сезонска обувка, значи за еден член на семејството, до висина од 2000 денари, културата, една кинокарта месечно и претплата на списанија, еден дневен вестник, еден месечен вестник и одржување на здравје, значи купување на апчиња во аптека, меѓутоа оние аналгин, аспирин, парацетамол, а не за хронични болести. Добро, и се е ова јасно и така е како што велите, дали како синдикат би биле подготвени на сериозна реформа во јавната администрација со оглед на критиките кои со години доаѓаат не само од домашната јавност, туку и од Европската комисија и од релевантни експерти и аналитичари, дека државната администрација е преобемна, а не доволно ефикасна. Дали, например, сте како синдикални лидери подготвени да седнете и да се договорите со владата, да се намали бројот на вработени каде што е можно во органите на државната управа, бидејќи на вистина има превработеност, има партиски луѓе донесени по заслуга за партијата кои не работат ништо, а добиваат плата, а за сметка на тоа приватниот сектор кој го полни буџетот од кој вие добивате плата, се соочува со вистински предизвици. Голем број приватни фирми се пред затворање. Како да се направи тој баланс, да ви ги покачат платите, за да може и вработените во јавната администрација да го истераат крајот, меѓутоа тоа да не биде погубно по државата? Апсолутно, значи вака, ние сме во реформа 30 години во јавна администрација. Сега се најава нова реформа, реорганизација согласно критериумите и мерките што ги препараваше Европската унија. Ако верувате, ние повеќе ја сакаме реформата него што сака владата во моментов. И цело време кажуваме и говориме дека ако треба да се направи реформа, треба да се почне реформата од оние партиски кадри кои си ги вработија сите коалициони партнери на владата, дали ова или сите влади, се извинувам, од денот на осамостојување до сега. Не можам да се согласам со фактот дека администрацијата, зборам за државна управа, локална самоуправа, правосудство, нема стручни и ефикасни лица. Апсолутно тоа е небулозен факт, што не е никако потребен. Апсолутно само кажувам. Меѓутоа факт е дека има превработеност во одредени делови на јавниот сектор, не во државна управа и правосудство. Кога ќе ги видите статистиките во државна управа и правосудство, ќе видите дека се дефицитарни тие кадри. Сите луѓе од државна управа, правосудство, локална самоуправа го напуштаат работното место, поради што имаме најниски плати во просек во државата, идат во јавни предпријатија, одат во приватен сектор, одат во агенции и фондови кои што не се синдикално организирани, каде што владата сепак дозволува да има огромен износ на плати. Значи вие како синдикален лидер сте свесни дека државната администрација се користи од страна на партиите, масовно се злоупотребува со години наназад за домување на партиски заслуги. Зошто еднаш не сте тропнале намаса и како барање ваше, како едно од темите за кои сакате да разговарате е да се запре тој тренд? Ние, верувајте ми, Зошто вие не се спротиставите на партиските вработувања во например во секторите кои вие ги покривате? Ако вака сега, значи имаме нови два закони од кои што ги контролираат вработувањето во јавниот сектор и администрацијата. Да не бевме ние, амблок ќе беше вработување, тричленна комисија ќе можеше да вработува кого сака, како сака и кога сака.
да не интервенираше синдикатот на УПС, да не ставеше пософистицирани и посложени мерки за вработување, ова веќе ќе поминеше. Тоа е прво основно. Второ, секогаш на нашите преговори со министрите и со владата го збориме и ова. И секогаш сме викале, тие луѓе што седат дома не работат, веднаш да добијат отказ. Тие луѓе што се на работа и се вредни и, верувајте ми, работат од јутра до сутра, што би се рекло народно, не добиваат никаква мотивација за работа. Ако имаме награди, ако имаме добри плати, администрацијата ќе биде ефикасна, ќе биде ефективна, иако и сега е ефикасна и ефективна, и тоа го покажуваат статистичките показатели кога ги имате во предвид она што е сработено во државата. Ако никој не ги гледа од ваша страна како новинари, побарајте вие да влезете еднаш во подрачните единици на било кој министерство, на било која институција во државата, да видите во какви услови работат вработените. Дали имаат компјутер, дали имаат пристап до интернет, дали имаат столчека што седат, дали имаат маса. Не е ништо важно, важно е да се зема плата од државниот буџет. Апсолутно не е така. Значи имаме институции во системот каде што среднист зема 35.000 денари плата, имаме институции во системот каде што високо образован со докторат зема 24.000 плата. Тоа е проблемот. И велите вие сте позаинтересирани за реформата отколку владата? Во моментов да. За крај, како апел некаков или некаков рок кој го давате на владата да, прво, како што рековте ова за укинувањето на колективниот договор за вработените во земјоделството, се размислува за порадикални чекори или во моментов не? Укинувањето на колективниот е моментално решение кој што има законски одредби кои што мора да ги запазиме, ние ќе ги запазиме тие законски одредби, ќе побараме во рок од 15 дена да повторно почнеме преговори за недостачување, односно продолжување на колективниот договор. Кажав, ќе бараме повеќе, никога нема да бараме помалку. Кривичните пријави се при крај, спремни се, чекаме само од моментот да ги пуштиме против X број на министри, членови на влада. Заедно со другите синдикати издружени во ССМ, грански синдикати, ќе одлучуваме секој време, цело време сме во заседание, имаме председателство и одлучуваме што понатаму. Веројатно да се презими зимата, па на есен бурна синдикална пролет. Не мора не се чека да се презими зимата, може и во текот на зимата да се излезе да се протестира. Господин Дејановски, благодарам многу за гостувањето во утринската натална. Благодарам и на вас.